Во Ајде дома, градиме со Кнауф. Па да го завршиме и предпоследниот стан за сезонава. До сега изработивме едно брушување на плочките, направивме спуштени тавани во кујната, за да можеме да разведеме инсталации за светилки, изработивме еден зид од тула во спалната соба, порачавме доста работи, почнавме да работиме кујната, не знам до кај сме всушност. Имаме и нешто мебел, имаме убава маса, имаме столици. Ајде да прегледаме уште еднаш. Ивана е млада девојка, градежен инженер, па иако некои од колегите велат дека градежништвото и интериерите не се блиски, таа има многу изграден вкус и стил. Незиниот стан е одличен. Тоа е простор од 140 квадрати со прекрасен поглед, за кој работиме еден негов дел. Па и тој дел од станот е навистина голем. Се состои од спална соба, предпростор за гардеробирање, оттаму голема бања, утилитарија, ходник и огромна дневна соба со трпезарија и кујна. Централен дел на дневната е каминот, изработен со облога од прекрасен редок камен. Во контекст на ексклузивноста на просторот се работат и нештата во него. Ми требаа неколку корекции пред да се нареди со мебел. Во кујната ми причаа плочките на еден од зидовите. На таванот поставивме гипс картон, за да може да се разведат повеќе светилки, од кои две се над шанкот. А во спалната поставивме облога со црвени тули, кои овој пат имаат инаков дизајн од оние во Штип. Малку се со подефиниран изглед, не толку искршени и заобljeni на рабовите, па личат на амстердамските тули. Проектот за мебелот е во убави материјали, фурнир во тон на орев, медијапан со сива и бела боја, масивни маси со интересен дизајн, дизајнерски столици со бронзани ногари. Многу бои на зидовите нема да има. Едно што поради големите прозорски окна и дизајнот на мебелот и нема многу површини. Едвис од Кнауф не обучи за изработка на неколку зидни техники, па ние се обидовме да создадеме свое видување и искористување на материјалите од Кнауф, кои очигледно се податливи за голема игра со нив. Се постави дел од мебелот. Од Акрон донесоа два импозантни плакари за спалниот дел, а ние ги изработивме останатите позиции: библиотека, работна маса, кујна. Стаса времето и за малку декор над зидовите, од кои еден бараше мој личен ангажман, изведба на картата на светот со конец. Работата не е ни малку лесна, но крајниот ефект е добивање на одличен 3D цртеж. Во стилот на станот набавивме и светилки во ретро стил, а оној главниот златниот фоскарини ќе го почекаме да ни стаса. Билјана изработи интересна обработка на нашиот зид кај дневната, чија рустичност веќе ја изработивме со борче со материјалите од Кнауф. Совршена удобност. Софа студио. Мојот свет.
Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Ова е еден од поголемите станови кои што сме ги уредувале во рамките на емисијата. Нема да го работиме цел, туку ќе ја работиме дневната соба со кујната и трпезаријата и една спална соба со нејзин предпростор и бања. Но, она што е карактеристично за него е што самата дневна соба е сигурно половина од квадратурата на станот, има некаде околу 80 квадрати целиот тој простор и е цел отворен кон градот и има прекрасен поглед. Значи тоа се едни огромни окна. И од тој аспект и покрај тоа што ставив јас големи парчиња на мебел, значи голема гарнитура, уште еден сет од гарнитура и фотелја пред каминот, голема трпезариска маса од речиси 2,5 метра, голема кујна. Сето тоа во тој простор изгледа минималистички, тоест мало или адекватно, толку колку што треба да го има. И затоа е убав. Убав е цел, бидејќи е таков отворен и диша. Целото место диша. Не сум во оние станови во кои што секој милиметар и сантиметар треба да го премерувам по 3 пати. Кујната ни е во орев, горна зона имаме темно-сива, а плочките се жолти, такви ги начекавме, нели? Тие ги имаше Ивана. Од озгора топот на кујната, работната плотна, ќе биде од гранит. Значи, тоа така си го договоривме со неа и одиме да бараме гранит. Ана, здраво! Здраво, Ива, како си? Повели седни. Ајде да видиме. Ајде. Ива, ние земавме мерки, ева го цртежот. Така, може ли целата плоча да ја изведеме од едно парче? Плочата не може да биде од цела табла, бидејќи ние немаме толкави табли, 3,54 м треба да биде ова. Таблите ни се 3,20, 3, некогаш и помали, 2,60 м, зависи, меѓутоа нема табла поголема од 3,20 м. Секако, ова мора да биде на 2 дела. Мој предлог е и према нашето искуство со работа со плотни закујни, секогаш спојот го правиме околу плотната за шпоред или околу садоперот, ако е садопер кој што се поставува од озгора. Во овој случај имаме садопер кој што се поставува од оздола и најдобро е спојот да биде кај плотната шпоред. Најмалку ќе се гледа. Нема да се познато, не е подобро тука да биде, например? Не, бидејќи овдека ќе биде цела линија, ние секако и посечеме на нула и ги доближуваме плочите, тоа не се приметува толку многу. А спојот не се гледа? Не се гледа, не се гледа, се сече на нула, се лепи едно до друго и сосема малку имаш ти тука некои 2-3 сантима и горе 2-3 сантима. Добро. Гледам тука каде има обработка. Ова ќе бидат изработени ивици и оваа плоча е слободна со изработени ивици од сите страни. Да. Садоперот ќе биде од оздола и имаме дупка за чешма. Ќе мора да ни донесеш садопер, чешма и плотната за шпоред. Плотната за шпоред и не мора толку, меѓутоа подобро е да ги имаме затоа што ние ги пробуваме тука. Добра. Ги пробуваме и сме сигурни дека сето тоа пасент функционира како што треба и само ги носиме и ги монтираме. Секако, овие што се садопери од оздола, посебно ни требаат, бидејќи внатре има сите тие елементи кои што треба да се наштрафат, наместат, мора да ги имаме. Добро,
значи мијалникот е Да. мора да се има. Така, И сега ете би сакала Да. околу материјалите да ги разгледам. Сега ќе треба ти да си одбереш некој материјал. Нели јас ти предложив некој да биде. Имам некој концепт во главата, но сепак да ги погледнеме. Овој гранит од Ниагара Гол, ти ќе видиш дали ти се допаѓа, дали не ти се допаѓа, дали нешто друго ти се допаѓа. Важи. Тоа е веќе твој дел, ти ќе одбереш. Добра. Да. Ајде. Ајде да погледнеме. Може. Ива сега да погледнеме бој. Од оваа страна се мермери, меѓутоа јас ти препорачувам за кујна да си избереш некој гранитната. Гранитот е најблагодарен за во кујна, за работна површина, бидејќи не се гребе со нож, не се оштетува, можеш да сечеш лимун на него, можеш да сечеш салати, можеш да месиш, можеш да ставиш вруќо гезве, ништо нема му биде. Значи нема смрт. Нема смрт. Нема смрт и можеш се да работиш на него. Одлично. Сега вака, јас концептуално, ова ми беше некој као првичен избор Да, тоа е замисла. доста атрактивен материјал. Атрактивен е, меѓутоа кујната е голема. И мене ме плаши дека ова ќе дојде многу темно и Да црно. не го затемниш. И некако е како во дупка, нели така во пе решена. Да, ово е доста атрактивен материјал, го работиме многу за плотни за кујни. Ретерирам од Да, првата сите овие се убави бои за тоа што ми кажуваш како би Ајде да изгледало. изгледаме надвор. Да, Сепак е тоа може, голема може. површина, нели? Да, Како да, гледаме секако ќе голема- погледнеме надвор, меѓутоа првично некоја идеја да ме наведеш која боја да ти ја покажувам. Идејата беше таа, ама сега ајде да видиме нешто. Доста се модерни сега овие бои на кварцитите, униформни како ова е и ова, не знам дали би ти одговарале на кујната. Значи може да Или- одговара таа сива е конкретно иста како на вратичките, меѓутоа си мислам дека кога се става гранит веќе убаво Да е да биде го некој- видиш природноста да. на материјалот. Се слагам јас, Или? сакам така, да. Да. Ајде да Секако, видиме. ајде, може да погледнеме. На Космо мермери и гранити нема да име прв пат во нашиот стан. Пред некоја година, токму тие го имаат изработено нашиот прекрасен камин. И сега сме со Ана за и нашата кујна да добие работна плоча со која целиот дизајн ќе се заокружи. Ми го покажа кварцитот на голема површина и тој е дефинитивно за љубители на гранити кои не сакаат да преовладуваат шарените моменти кои се појавуваат на поголемиот дел од нив. Впечаток секако ми оставија прекрасните парчиња на инокс во неколку нијанси кои се идеални за детали, па и како облоги над зидовите, зад кои може да се постави светло, бидејќи зраците продираат низ нив и уште повеќе ја истакнуваат нивната убавина. И конечно една прекрасна плоча во окер боја, која кога ја видов ми го измени мислењето околу дизајнот на кујната. Од подвижниот мебел ја имаме масата, ги имаме куп масите, имаме столчиња, имаме гарнитурата, сетот практично од софа студио за пред каминот. Го имаме нашиот мебел и уште ни фали гарнитура за седење кај нели делот за гледање телевизија, кој што оригинално беше замислен да е некоја жолтеникава боја и да е во кожа. Малку пожолта ми изгледа на сајтот од ова. Да, на сајтот е друга боја и друг тип на кожа. Тука е изработена во аголна варијанта, но ја имам некако четворосет, тросет, двосет, двојпосет, значи во повеќе димензија, имам некако фотелја. Исто може да се сменат и ногарките на самиот модел, може да бидат и дрвени. Седењето е многу удобно, значи невообичаено ми е меко дури. Да, седењето е специфично кај каселот, меко седење има каселот, бидејќи е составено од силиконски гранули, односно другите модели. Специфично е во самиот дизајн поради штепот околу. И тоа ја што прави кружи. баш многу по така интересно. Да. Значи кај нас на објектот агол нема да функционира. Четвороседот е оваа димензија. Па да, малку подолго, да, без аголниот дел. Без аголниот дел, малку пошироко од овој тука дел. што Пошироко го гледаме. доаѓа. Тогаш кај нас ќе функционира еден четворосед. Една димензија, не знам, ако има меѓу двосет и тросет Да, нешто. двојпосет. Ете така, имаме. двојпосет, дрвени нугари. И би сакала не од фотелјата од овој модел, бидејќи мислам дека ќе биде доста голема,
Туку не на овој, на минатиот сајм презентиравте едни фотели во орев. Да, тоа е штоф или кожа. Да, тоа е орахо моделот. Така. Самата фотелја, целата конструкција е изработена од масив орев. Така. Може да се комбинира исто и фотелјата како и каселот во штоф, во кожа. Гарнитурата ќе ја сакам во кожа секако, значи Добро. таква жолтеникава окер кафена, со дрвени ногарки, а фотелјата може во штоф да се изработи. Може и од штоф да бидат изработени. Имаме доста високо квалитетен штоф, акваклин технологија, што значи сите флеки од храна, пијало и слично се вадат со водено крпче. Многу убаво, ич не гледам друго. Супер. Од сето она што го видов во Космо, значи имаат многу различни видови на убави гранити, кои може да ни се вклопат. Имаше еден убав сив, имаше еден убав црн и имаше еден прекрасен жолт гранит, кој што на мало парче изгледаше сомнителен, ама на големото парче изгледаше совршено. И имаше и сиви, жолти и беличести нијанси и мислев дека ќе изгледа многу добро кај нас. Арно ама, кога ја донесоа плотната, кога ќе се доближи до плотната, изгледа совршено, значи стварно прекрасен материјал. Ама кога ќе се оддалеку, ми се преливаа нијансите на плочките и на дрвото, и сето тоа така ми се сливаше некако. И сега не знам, веројатно постојат два концепта, едниот е баш буквално така, да биде тоа слиено едно со друго, сите материјали и бои така да функционираат. Не знам дали заради тоа што на иницијалното 3D кое што го работев на моделот, плотната ми беше темна. И сега нели го сменив мислењето, порачав жолта. Ама кога видов жолтата, па ич не ми се бендиса некако како концепт вака целосен и решив пак да ја сменам. Новиот гранит ќе го почекаме, а гарнитурата од пункт ја дочекуваме. Софите совршени и по димензија и по боја, уште поубави од на сајтот. Се во природа прекрасно изгледа. Таа дневна соба, тој дел собира нели големи парчиња, па затоа имаме еден 4 сет и еден двојпол сет. Имаме две убави парчиња, куп маси, еден килим кој што го земав со најголеми димензии и тој вака има место околу него пак. Така што се на се баш убаво. А на 4 дена ме убедуваше да не ја менуваме плотната, ама некако бев веќе решена да го направам тоа, дали ќе сгрешам или не знам. Тоест, јас знам дека за себе нема да сгрешам, а дали тоа ќе биде подобро или не, видете сами. Новата плотна е црна, сјајна, со бронзени светки низ неа. И кога ја поставија, се смирив, зашто некако на вистина ми легна на дизајнот. Да, ја направи кујната доста машка, строга, но и ја даде потребната тежина и мислам ги врза и стабилизира сите тонови во просторот. Овој стан го работиме повеќе време, секој парче си бара чекање, а особено ако се премислувате. Во него доминантна улога има дрвото, но како дигресија или споредба, би сакала да посетиме простор во кој доминантна улога има плочката и каменот. Одиме во Телинди, но на поинаква локација, кај Румена. Ајде дома. Ајде дома, во мојата дома. Овој пат Телинди, пресликана во мојот дом. Баш интересно. Многу импресивно Румена, ги препознавам дел од плочките што јас веќе сум ставала во бања. Ова на шанкот го има видено нели кај вас во Телинди и така. Значи, меѓутоа целокупната комбинација е прекрасна.
Сега во моментов доработуваме нели стан кој што преовладуваат дрвените моменти. Луѓето нели градат скептицизам. Обично ставаме дрвени подови, дрвен мебел, облоги на зидови, ама пак тоа е од тип не знам дрво, тапет, едно друго, трето. Многу поретко плочка. Па се уште кај нас постојат оние предрасуди дека плочката претежно е само за во купатило, за во кујна евентуално и тука застанува моментот. Или ходник. Така. Всушност еве една можност гледачите да видат како изгледа кога доминантна улога игра плочката во еден дом. Да. Според мене, сите ние може да имаме убави парчиња мебел, меѓутоа за тие да дојдат до израз потребно е да се одбере убава керамика, да се направи, да. Точно така. И никогаш керамиката не е претерана. Например, луѓето понекогаш се воздржуваат да стават плочка на зидот, да ја украсат дневната или да стават детај во ходник и нешто слично. Меѓутоа, се надевам дека во најскоро време тоа ќе биде прифатено и често реализирано. Да. Тоа е една можност во мојот скромен дом, во твојот убав дом, да се прикажа, благодарам, да се прикажа како изгледа плочката поставена на зид и тоа на повеќе позиции, значи во дневната, во трапезаријата. Овдека имаме повеќе брендови фактички. Токму така, имаме повеќе брендови. Како што знаете, во Телинди. Во Телинди, да, работиме многу брендови, значи да не ги набројувам сите сега. Јас во моментов имам ставено Порцеланоса и Кеопе. Кеопе е италијански бренд, значи покрај Кеопе имам и многу други италијански брендови. Затоа и кажав, ми беше голем проблем да одберам, да направам пресек на илјадници модели. Тоа е најтешко да си одбереш. Најголемиот проблем, да. Особено кога секој ден ги гледаш материјалите, секој ден имаш нешто ново што ти пристига. Толку да. И постојано се заљубувам, па нешто ново ќе излезе, па нешто трето. Сам за себе најтешко да се избере, меѓутоа ти си направила прекрасен избор. Баш ми е драго што се мебелки се многу интересни и баш ми е кеф што ќе се живееш во ваква убава дома. Ми значи твоето мислење и драго ми е што ти се допадна. За толку убав избор на материјали нема шанси да се утне меѓу другото, точно така. Има шанси да се утне, доколку не се направи соодветна комбинација. Ја викам и најскапата и најубавата плочка, ако лоша ја искомбинираш, значи наместо да добиеш позитивен ефект, фактички го уништуваш просторот. Нашиот тим работи комплетно, значи од идејни решенија до реализација. Значи сето тоа бесплатно им го возможуваме на клиентите што доаѓаат. Значи има виде што виде трпезаријата, дневната и кујната. Сега би сакала да ти се пофалам со уште еден простор да се работи за бањата и таа ми е нова, нормална. Таму исто така ставив многу убава и квалитетна плочка, италијански бренд, Кеопе. Морам да кажам дека плочкава е инаку гранитна, најчесто се употребува за дворови, за тераси, за украсување на зидови во дневна, многу ретко некој досега се осмелил да ја стави во бања. Ете, јас бев меѓу тие неколку први, бидејќи имаш уште 2-3 клиенти кои што го направија тоа така, изгледаше преубаво и така и добив дополнителна инспирација плочката да ја ставам во нашата бања. Браво, ајде да видиме. Во кариерата сум направила малку домови каде плочката е буквално насекаде. Најмногу заради скептицизмот на луѓето за употреба на плочката во дневната соба, зашто сметаат дека е ладно. Но особено ако имате подно грејење, ова е препорачана обработка. Ако живеете во куќа, со двор, со миленичиња, нема полесно одржлива површина од плочката. Едвис, во секој стан имам по еден ваков проблем. Седам таму и го гледам Аголов и многу ме нервира, значи доле си почне окей, нагоре веќе змија. Не можам секој пат нели да избојам се ајде во една боја за да го изгубам тој момент. А гледав едно видео на Кнаuf и мислам дека може да ја поправиме работава. Реално не може сите кјошиња ја гледани се во еден стан, да кажем, или просторија, перфектни, има значи несовршени некои делчиња,
Во овој случај ќе ти препорачам значи алукс трака, која е предноста на алукс кантеншуц од стандардните алумински кјош лајсни. Тоа што доаѓа во пакување 30 метра, нормално појачана, за полесно исполнување, полесно аплицирање на внатрешни кјоши. Исто така може да се користи како за внатрешни и за надворешни, флексибилна. Се монтира исклучително само со унифлор. Унифлот зашто уште се користи? Унифлот се користи, тоа е прашкаст материјал кој е за фуги, за исполнување на фуги, гипскартонските плочи, каде што е флексибилен доста, јак во исто така. Значи е за прибандажирање се користи. Да. И за монтирање на лајсни. Добро. На кјош лајсни. Дали биле хартиени, алумински или алукс. Доста е тенка, не е како стандардните. Нема отстапување од површината. Нема потреба многу да се покрива, така? Не мора широко да одиме, за да го... Окей. Предност исто тоа е што во пакување 30 метра имате многу помалку остатоци. Бидејќи кроите по потреба колку ви треба и остатокот значи го користите на следните позиции. Без никакви отпад, да кажем, или фира. Па ева да го правиме. Закналов нова задача. Од детали никој пат доста, а од нивното решавање зависи целокупниот изглед и ефект на она што се работи во станот. Се нанесува унифлот на самата површина, се поставува лајсната и се позиционира, па повторно се гледува во два тенки слоја, кои бараат одредено време за сушење, пред конечно да се нанесе и бојата. Треба да го поместиме ова за едно 50 на сантиметри. Измериме од стубот, од гредата до центар, така кажа. Ги доместивме и светилките во станот и нашиот златен Фоскарини, кој стаса последен бидејќи беше по порачка. Треба да се измонтира оставата. Значи таа не е остава, всушност е утилитарија или помошна соба во која што ќе се најдат две машини за алишта и сушара. Во неја ќе има долап за собирање на метли, четки и така натака. Горе ќе има работна куинска плотна, меѓутоа на незе може да се пегла. Ќе има доста елементи во кои што ќе може Ивана да собира пеглани, непеглани, такви работи. Во незината бања, која што е во склоп со спалната соба, треба да поставиме огледало и галантерија. Другото е таму е ептен спремно. Од нашите работи што ни остануваат е, нели, да се комплетираме со некои детали, со рачки, маски, уште некој елементче и конечно да се украси. И не знам што се треба да се стави на таа библиотека, затоа што е огромна. А Ивана ми отиде на пат и така ќе се смоѓаме. Делава сакаме, нели, да го предадеме станот на Ивана. Вчера се слушнав со нејзе и ми кажа дека и дале одмор од работа и дека заминува утре. И така. И нема да биде тука. Не знам, 10 дена. И без Ивана, јас морав самата да ја завршам целата работа. Од останатите две спални соби, успеав да исчепкам доста нејзини работи, но генерално, за да го имаме целосниот впечаток, донесов и доста своји нешта. Најмногу книги, купив чаши, најдов некои садови, мал послужавник. Сена се, мислам дека успеав доволно да го наредам станов со детали, за да го доловиме впечатокот на дома. Пред нас беше празно и овој стан го красеше прекрасниот камен што го изработиле со камен набавен во космограните и мермери. А сега е полн.
Сепак растеретен од премногу информации благодарение на својата големина, но и на изборот на прекрасни парчиња мебел со уникатен дизајн. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Како што ви кажав, Ивана е на пат, на одмор, така што моменталното уживање во нејзиниот стан бивам само јас. А и вие, ова е последниот проект оваа сезона во Ајде дома. Меѓутоа ќе имаме уште една емисија во која што Кнауф потоно ќе не изненадат, а ние ќе се потсетиме на се она што досега го изработевме. Уживам јас, уживајте и вие. Секоја парче има своја обработка, своја боја. Тука се преплетуваат сива, црна, орев во кујната, даб во дневната и трпезаријата, боја на природна кожа, пашарена фотелја, килим кој малку подсетува по мотивот на македонските, за кои ќе ми беше драго да можев да најдам со овакви димензии. Зидовите се ненаметливи, освен оној кај делот за гледање телевизија, изработен со материјалите од Кнауф. Плакарите се своја приказна, од ходничните, од кои едниот за чевли, а другиот за шапки, до оние импозантните во спалниот дел. Бањата само ја доредивме. Интересно е дека е целата наредена и уредена од групата порцеланоса, што како понуда можеме да ги најдеме во Телинди. И конечно спалната соба, како посебно изработено катче, единствен простор со завеси, слободна и голема. По дизајнот на вистина подсетува со масичките од страна на мојот иницијален дизајн, и навистина ме радува тоа. Изгледот на овој елегантен стан се бројува во оние простори што се во висока категорија од Ајде дома. И ми е исклучително драго што имав шанса да работам за Ивана, за која немам скриена камера да ја наместам за да ја снимам реакцијата. Сигурно ќе биде радосна и вчудо невидена, како и сите оние кои го видоа овој стан вака завршен, а беа во него речиси секојдневно. Имајте убава недела и се гледаме за последен пат оваа сезона следната недела во исто време на Телма телевизија.
Во Ајде дома, градиме со Кнауф.